Агенцијата за млади и спорт и Цевитана со легендата на спортското новинарство Зоран Михајлов ви ги представуваат македонските спортски легенди. Нема сомнение дека боксот е еден од најтрофејните спортови во Македонија. Преку благородната вештина беше афирмирана и нашата држава, а исто така и спортот во неа. Уште од минатото по Втората светска војна на рингот се појавуваа млади момци кои постигнуваа добри резултати, па така во поранешната држава беа освоени таму некаде во 50-тите години и првите медали на државните првенства. Еден од тие носители, први на таков медал, беше Живко Дуковски, кој подоцна продолжи да биде како тренер, па организатор. Тој беше и основоположник на Златниот гонг, манифестација која и ден денеска живее и е една од најстарите боксерски приредби во Европа. Потоа дојде Демиров, кој беше државен првак, па Џаковски, па една плејада млади боксери кои поникна пред се во боксерскиот клуб Скопје, кој навистина во тој период заедно со Куманово и Пелистер практично беа најактивните клубови во државата. Нешто имаше во Велес, Штип, меѓутоа овие беа центрите каде што се развиваа младите боксери. Потоа доаѓа една генерација во која што навистина верувавме и очекувавме. Очекувањата се исполнија во таа генерација. Например, Лимановски беше првиот што учествуваше на Европско првенство. Тоа беше во Катовице 1975 година. Истата година Аце Русевски станува балкански првак, за следната да освои бронзен медал на Олимпијадата во Монтреал, а потоа следната 77-та да биде и европски шампион во Хале. Потоа доаѓаат и други боксери, други генерации. Меѓутоа, тие 70-тите години се чини дека беа најплодните за македонскиот бокс. Токму во тие години се роди и се појави на рингот и нашата следна спортска легенда. Тоа е Блажо Василев, боксер кој на брзина се вивна во боксерските височини и стана миленик на публиката. Тие, мислам на гледачите, како одвај да чекаа тој да се појави на рингот, зашто навистина се работеше за еден боксер со врвна техника, паметен, кој не влегуваше без потреба во ризик, туку боксуваше за поени, боксуваше да дојде до победата и на тој начин практично стана и препознатлив во боксерскиот свет. Блажо Василев во својата кариера имаше многу настапи на државните првенства. Во една таква конкуренција во која што беа најнапред Белич, потоа браќата Качар и ред други боксери, навистина беше успех да се стигне до полуфиналето на шампионатите на поранешна Југославија. Блажо, јас како вовед кажав нешто за тебе, а сега својата приказна ќе ја продолжиш ти. Поточно ќе ја почнеш, затоа што одиме со твоите почетоци, како стигна, например, во боксот и која ти беше првата борба, дали може да се сетиш на рингот, зашто вие тогаш како млади момци сакавте да се докажувате, да боксувате и нормално да победувате. Па, ајде за твојот почеток. Пред се, добар ден. За мојот почеток. Прво, јас бев любител на фудбалот, бев голман, но при една одбрана така дојде на нестрекна повреда и во Сарај така се дружевме. Тогаш беше Живо Рашиш кој се Приштина тренираше во Сарај, тоа беше спортски центар и јас така ме намами, велам, зошто јас да не пробам. Така ме влечеше вештинава. Почнам да прашувам низ Скопје каде има боксерски клуб и боксерскиот клуб Скопје. Доаѓам негде 72 при крај. Се зачленувам и мојот тренер Живко Дуковски.
времето кога дојде во клубот, во боксерскиот клуб Скопје, во автокоманда, тој уште од почеток видов дека има големи надежи дека ќе може да стане добар боксер, што и покосно тоа се случи. Почнувам со тренинзи, али ги сваќам сериозни работиве и брзо напредувам тука. Јас мислам, беше за 6 месеци влагам во прва постава и Дуковски вели, ти си добар момче, можеш и за прва екипа да боксиш. И така почна настапите. Кој беа тогаш во Скопје, еве, и така спомена? Тоа беше многу јака конкуренција. Јас се сеќам, тогаш беше Азис Салихо, Ивица Голубич, Мица Ристевски, Реджеп Агич, Руџија Калач, Драган Лазаров и така. Јас меѓу нив дојдов заедно да боксуваме. Вели Дуковски, дали ќе почнеме со меч? Нема проблем, јас сум спремен. И така, почнеме. Првиот меч ми беше во Лозница. Нормално го изгубив тој меч, боксував со тренерот на Лозница, па почна да се редат успеси, дојде првата победа. Првиот најголем притиск беше со Драган Никчевиќ од Никчевиќ. Тој беше првак на Југославија. Мислам, тогаш го победи Светомир Белич. Белич беше мој идол. Многу јак боксер. Така да првата среда во Скопје со него ја имав. Го победив мечот, беше многу јак. Така. Тогаш Скопје се надпреваруваше во втората лига, имаше прва југословенска и две или три втори лиги. Две втори лиги, така. Во едната од тие втори лиги се надпреваруваше и Скопје, па така дојде до тој меч со Црногорец. Да, со Црногорец, Иванград, Никшич, да, Титоград беше тука, Лозница, Кула, од Београд, Младеновец и така. Титоград делаш на Подгорица, имаше супер боксери, таму изникна и Перуновиќ кој... Легендиве Перуновиќ, Драган Мугоша, Зоран Мугоша и така натаму Павичевиќ у средна категорија, конкуренцијата. И како одминуваше времето, дојде 75-та година дојде државното првенство во Бања Лука. Тоа беше изборно за европско првенство, ја мислам во Катовице, така беше. Да, Катовице беше. Сами Лимановски тогаш стана шампион, моја генерација, Русевски, учествувавме сами и ја, Русевски, толку бевме. 34 бевме. Јас освоив трето место, додов во полуфинале со мојот идол да боксувам. Живко Дуковски тренер, ми што правиме? Ќе боксуваме. А што беше на чудна работа, јас бев многу проблематичен со килажата, многу симнував ја. Иде во полусредна категорија. Нема да го заборавам тој ден, Дуковски, јас имам 200 грама повеќе на вага. Тоа е многу специфично кај боксот. Полусредна до колку беше? До 71 кило, а јас симнував во 77 иде надоле. Не, иде што подоле за... За колку време ги симнуваше? Не се малку килограми. Не се малку, па секој пат, тоа е, во боксот прашуваат, кога им кажувам, јас 15 години буквално бев гладен. Почнувам од вторник до неделя да симнувам. Тоа е ригорозно. И со храна. Удри едно штедење. Едно штедење добро. Така да, и сега, му велам, тренер, јас не можам да симнам. Може. Вика, ти си патриота, секој пат тој мене ме бунтовник и многу бев храбар. Кој ќе кажев нешто, морам да го изработам, поготово со тренинзите. Јас му викам, не можам да си имам тренера. Аха, Белич дојде у полуфинал. А тогаш беше една од најаката конкуренција. Јас со Светомир Белич, Тадија Качар, Јелисиевиќ. Тој беше трет после на европско првенство во Белград 73-та со Маријан Бенеш. Маријан Бенеш тука. Маријан Бенеш беше прв, Зоран Јовановиќ беше втора, Јелисиевиќ трет.
На тоа е. Јелисиевич во полуфинале боксуваат Тадија Качар, Јелисиевич, а ја и Светомир Белич. И само седиме сега, ја не можам да симнам, сите симна, Савајлио 7 до 8 вагање. И ја ме вел и Дуковски се сеќавам, ме пикна во сауна и ми стави точак внатре, овој што е статичен. И од надвор, ајде, и викам, Блажо, мора да ги симнеш уште 200 грама бе опрашање. Ајде, Блажо, и тој од надвор. Ајде, Македонија, само за Македонија. Од 200 грама, помина 10 минути, застанувам на вага, пола кило доле отидов, уште повеќе. И викаш, ајде, одма мерењето. И добро, и на тренерот мо лесне, боксуваш у полуфинале, го чекаш тоа првенство, тој меч, изборно за Катовица, за Европско првенство. Така да, но, заврши малце многу, не знам дали се сеќавате, тој меч заврши, се удрипме 20-та со глави, се повредивме, него му прсна аркада, мене челото и обострана, не, Белич иде понатаму, тој на жилито одлучува така, но има уште една ситуација у другото полуфинале, треба се финале се одржи. Тадија Качар со Јелисиевич. Исто на Јелисиевич му пука аркада, а победува во полуфинале и сега финалето не може да се одржи во полусредна категорија. Да, бидејќи овој аркада и овој аркада. И овој аркада. Тоа е чудно. И тој меч го одложува да се боксува понатамо само полусредна категорија. И тој легендарниот меч е одржан во телевизија во Белград и со победа на Светомир Белич. Откако се опоравија, да. пред публика во студио. Да. Да, тоа е чудно. А колегата Никитовиќ, коментатор таму. Драган Никитовиќ нема. За таа борба за Белич најмногу морам да се задржам, затоа што тоа беше најдобар успех и за Василев и за македонскиот бокс, затоа што таа година кога боксувавме за првенство на Југославија во Бања Лука, меѓутоа во првата рунда се случи тоа што не го очекувавме ни Белич, ниту Василев. Со глава се удрија и му прсна аркадата. Малку жалам и ја што се случи со тоа. Мислам таа борба можеше да биде интересна борба, ќе беше навистина за публиката многу интересна во Бања Лука. Белич мораше да боксува уште една борба со боксерот од Црвена звезда и тогаш победи Белич и победи и стана првак на Југославија, а мечот се држеше во југословенската телевизија тогаш за прв пат. Знам дека тоа беше најгледана емисија, дека ќе се борат за титула за првак на Југославија. Во телевизијата беше организирана борбата. Нормално, секоја борба е интересна, меѓутоа за првак на Југославија, силна борба, победи Белич, стана првак на Југославија и така остана во аналите дека една првенствена борба за првак на Југославија се бореа два боксера во студиото на телевизија Белград и Југославија, или како беше таа телевизиска емисија што беше. Тој меч така заврши со трето место, но за мене беше тоа големо искуство, голем успех, да кажам, за мене. Да се биде меѓу најдобрите 4 во Југославија да бидеш. Тогаш беше многу јака конкуренција, за разлика. Тешка категорија, тука најсилни се од полувелтер, велтер до полутешка, најмногу ве има на шампионатите, барем колку што следев во тие години. И
Тие се и најопасни категории. Најопасната категорија Брз удар, е а тежок полусредна, удар. средна. Да. Точно така. Мада секој си носи своја за секоја категорија, но специфична е таа полусредна. И брзи и тешки удари паѓаат. Што беше основно во твоите борби? Ајде кажи за нашите гледачи. Јас во воведот кажав така. Па вака. Првите борби кој секој пат искуство, но јас внимателно влегуваш во дуел. Јас секој пат тежнев да удрам, да не ме удрам. Така да и тој надимакот после јас и денес, нели, чигра ми е надимакот. Чигра значи брзо да се вртиш и тоа е она технички преска што кажа. Сакав да удрам да избегам, но никој пат мојата борба беше специфична и ја очекува публикава кој ќе дојде јас и ја прва рунда никој пат не боксував. Лево, десно, блокади и Дуковски, знаеш. Втора рунда, чим почни, тогаш почнувам да оказам противникот, но тоа го работев затоа што бев сигурен во себе, Зоки, затоа што бев кондиционно многу спремен. За во секој спорт треба кондиција, але за во боксот многу значи. Така да, технички. После специфично беше мојата десна контра. Десни контра директ и десна јаперкат. После тоа државно првенство во Бања Лука, како се движи твојата кариера, зашто еден период ми се чини и следната година веќе и Куманово влезе во првата лига и се запали цело Куманово уште повеќе за боксот, па тие за да ја засилат екипата, ми се чини и тебе те зедоа таму да боксуваш за нив во тие прволигашки борби. Така, Куманово влезе во Мирослав Петрович беше тренер. Така. За жал сега покој неодамна почина. Имаш и некои проблеми, тој уште тогаш повреди, кичми, па тогаш повторно Живко Дуковски со тебе и другите ве водеа на неколку вечери во доста помогна првата лига за во прва лига, Цела точно. Македонија сакаше да помогне на Куманово, Куманово, да постигне што подобар резултат во по првата некоја си лига. традиција Куманово од мува до велтер, до полувелтер има, а тоа некоја традиција е кај нив во малите категории. А во големите категории од велтер полусредна беше Скопје. Исто традиција некоја. Обавезно вадеа полусредњаши, средњаши, полутешкаши и тешкаши. Тука се нели рече пагичи, знаеме. Па е, за тешкаш спомнав тие и Цветич тогаш го донесоа. Цветич, да, беше Цветич, Гутович од Ивангара, јас боксеев таму и помогна. А во овие помогна. лесните има. Во лесните беа Подоста се појави неприкосновени. Реджеп, меѓутоа Сами Лимановски, Реджеп Јакупи, Аце Русевски беше тука до лесна категорија некаде и така. Потешките ги нема и тука затоа бевте барани. Јас секој пат им велев. Од тие категории. Како не се споиме Скопје Куманово, ќе бевме неприкосновени во прва лига, во Југословенска лига, но во тоа време Зоки прва лига беше, боксот беше многу јак. За сега гледам паралела сега денеска, тоа е голема разлика. Боксот беше многу јак. Јас мене кој ќе ме прашат негде во врска со Македонија, викам, Македонија во склоп на Југославија надвор ја познава по борење, по бокс и по фолклор. Бевме, значи, Па да, и во воведот реков дека еден од најтрофејните. Борењето го спомна на прво место затоа што се сека чест почит, он имаат олимписки злато. Добро, олимписки шампион, имаме тука шампиони, имаме сребро, имаме бронза, Аце Речеповски и така. За Куманово некоја борба, дали се сеќаваш од тие прволигашките таму? За Куманово, јас бев, повикам, за да останат во прва лига и помогнав, неколку меча имав и после заминав за Бања Лука, за Славија Бања Лука. Тоа е после више државното изборно првенство што е во Борово, 80 година за Олимпијадата во Москва. Тоа државно првенство... Ама ти тогаш беше член на Скопје, пак. Куманово беше... На репрезентација на Македонија. Беше поземе... Немаше Скопје. Не, ама каде членуваше тогаш, како член? Ти тогаш настапи за репрезентација Македонија на државното првенство. Како представник од боксерски клуб на Македонија, во таа категорија. Па секој пат баш ме прашуваат како вие
како се одело на тие државни првенства? Беше многу јако тогаш. Требаше да бидеш државен Да, првак. не можеше секој клуб ќе Не му може. текне, па и Не не може. пушта боксер. Мора да бидеш македонски првак, па мора да бидеш на Трумеч, Црна Гора, Косово и Македонија. Тука да бидеш прв, да ги победиш, па да идеш горе на државно првенство. Беше јак избор. Да, се минуваше низ еден тежок, би рекол, селективен процес, имаше многу противници. Горе да дојдеш во завршни борби, ти си више... А овој дел беше па Црна Гора, Косово, Македонија, Многу со јака силни конкуренција. боксери. Еве, Како? пример, Приштина беше државен екипен првак. 4-кратни И прваци. имаше многу шампиони излегла. Приштина, од да не заборавиме, Црна Гора, Титоград, Никшич, Иванград, има Да, и страшно. конкуренцијата беше Конкуренцијата силна и беше успех многу јака. беше да минеш тука, Да. за да стигнеш до државното првенство. Се сеќавам, Приштина на вистина имаше опасни боксери, почнувајќи од Бузоли, Дедич, Богуевци, Хашани, Гаши, Гаши, Пеци. Пеци, така е, па Азис отиде после Да, и сите тамо. тие освојуваа Тоа цела медали во нивна тој екипа, период. јас ја знам, пошто јас скоро 8 години тренирав заедно со нив. Во Сарај, бе, во тие Сарај, тој дел постојано со живеев Љах јас. Нимани. Со Љах Нимани, дојде тој 74-та година од Митровица. Јас се сеќам со тој Харедини боксев прв меч со него во Кавадарци на турнири беше повидел се на као ти ме вика на тренер Живко Дуковски. Јели бре, колико ти има колико мечева има, каже, има преко 100 мечева. Не бе, вика, млад е, вика, само што почна. Ти остана овде и Па знаеш, Зоки, јас имав доста понуди. Имав доста понуди во тоа време. Јас бев лојален, сакав градот Скопје да има. Тренерот кој секој пат не велеше, патриото, бунтовник, доста. Јас секој пат бев бунтовник, се нешто. Во интерес на Македонија, така ми се случи репрезентација. тука да видиш да боксуваш Тука да за видам. И Македонија. бевме неизборно на Оскар. Оскар има еден што се одржува Турнир. Исто турнир во Белград, за ослободување на Белград, и јас исто во репрезентација земен. Во репрезентација земен и тогаш доваѓаат Богдановиќ, тренерот на Партизан, Дугец на Раднички Белград и Станишич на Прокупле. Имаше Прокупле јак, Топличанин Прокупле. да. Од таму се знаеме Ристич легенди. од таму, Ристич, Шачировиќ. Шачировиќ, Алишановиќ Да. и така. И тие сака да ме повлечат. Ама морам да кажам, Дуковски го осети тоа и дојде во Белград и така да одлуката остана да остана во Скопје. Да споменеме само дека во твое време во Скопје, кога почна ти, беше и Јази Салиху, па тој уште на млади години така се покажа како многу силен и за него имаше интересирање. За разлика од тебе, тој пак замина во Каблови, Каблови, Светозарево, Светозарево, а Каблови беа еден силен прволигаш, дури и шампион екипен еден период на Македонија. Светозарево или Јагодина денешна, тој беше најак боксерски град, го рачунаат. Со најака публика и Нови Пазар. Младост Нови Пазар и со Нови Пазар Со боксер. Младост Нови Пазар често имавте Често мечеви во страшни втора лига. мечеви, таму имав ја боксер со четворица нивни репрезентативци на СФРЈ. Значи, тоа се Дервишнуровиќ, Колашинац, Партинац, тоа беа страва Ај боксер. за некоја борба од втора лига со Скопје, бидејќи секоја недела имавте. О втора Да лига, треба. ајде вака една, ќе издувам. А после ќе одиме да не заборавиме на Борово, Да, ќе на одиме, државното да, првенство, има зашто и многу. таму стигна до полуфинале. А доаѓа Нови Пазар во Скопје. А тој Дервишнуровиќ беше репрезентативец исто изборно, но 76 година доаѓа Живорад Шишковиќ, тренер во боксерскиот клуб Скопје, а Живче како технички директор Дуковски. Сега малце се изменија работите. Намири се Шиле кај мене дека јас работам на брзина, многу сакам да удрам, да избегам. Значи племенско, племенито, надмудрување. Јас и така многу баш ке ме прашаат што тренираш ти бокс. Одма ќе напад, викам. Чекај, зошто? Боксот нема подобар спорт. Како од бокс, вика, како спорт, вика, се тепате. Јас не можам нив да им објаснам дека е тука надмудрување.
дека треба да удриш, да избегаш и на крај се поздравуваме и така натаму. Сега доаѓа со Дервишнурович, јас излегам. И мене ми викам, застанува и викам, тренере, јас со него имам боксувано, но вика, внимавај, многу е незгоден, пошто беше четвртаси, широки, да, фајтери. Да. Знаеш, многу баш тие фајтери ги. Дури не се знае од која страна ќе замавне. Не знаеш од каде ќе иде. Го имав еден таков, Ѓошевски. Да, али ударач. Мене ме вика Шишковиќ, слушај ме ваму се. Тој беше специфичен така и код тренер и секундант. Секундирањето е многу битна работа. Да. Значи, вака. Шишковиќ смирен беше постојано и гледаше. Вика, нема да дозволиш да ти удри. Добро, некој некам, добро тренери, како нема да дозволи Бог и те. Не можам да бегам надвор од јажината. Нема, вика, нема да му дозволиш да ти удри. Добро. Само ќе спуштиш тој ми остави впечаток, значи многу значи треба да се слуша тренер, секундант. И во прав момент да го послушаш, да го потребиш. Ја ми кажам, добро. Чим тргне на тебе, само спушти се и спушти го тој десни аперкат. Специфичен беше мојот десни аперкат и десни контра. Секој има некој специјалка. Као и во фудбал и во ракомет, нели? Да, и си знаевте да. Кој што има. Само што тргна на мене, она широко удри. Знаеш, два па јас се спуштам, го удрив и се раката не отиде до крај, значи, и гледам противникот падна доле. Јас се остана, се чудам вака. Не го удрив, не дадо таму. Значи, фактички тој самиот се намести на контра, добро го издаде, види. Доле го удрив, точно. Шпиц брада, ако погледаш... Ти не зададе удар, ти за да се уште одбраниш појде, со контра, тој со контра, он појде, ја десниот тапркат, ја мислам дека треба уште да бутнам до крај, тој падна, фактички точно се намести. Ја одам во агол и го гледам него. И ме вика, повтори го. Добро, многу прекинаа мечот. Многу прашуваат зошто гледаш во тренер. Многу е битно во тој момент кога си во неутрален агол, кога или си во нокдаун. Практично го прашуваш како тренерот, да најубаво тренерот да го погледаш и така. Или има некои ситуации, удри, зошто не удриш и така натаму гледа, многу бегаат, вика голем, вика рингот. А публика не те понесуваше некогаш дека таа постојано навиваше за тебе и ти кога ќе се појавеше на ринг? Да, не, јас ги очекував. Па види се. Ти не слушаше тоа, само во тренер. Јас не ги слушам, пошто знам. Како не ги слушаш, само сконцентриран си, ако слушаш публиката, готов си. Ако те понеси публиката, е најопасно. Дури може да налеташ како овој што ти налета. Како што налета. Јас мечевите сакав да ги боксувам надвор. Ми одговараш. Затоа што публика ќе го понесе, а јас тоа го сакав. Мртова, јас само на контра, тој ми е стилот, е само на контра. И многу е убаво кога ќе викне публика, па не има тапани. Вика, и ти сега го чекаш една контра и само го спуштиш или застаниш, само најднаш публика, шта ама.